Овој ден ќе се одбележи преку низа активности кои што имаат за цел да се подигне свеста кај граѓаните за користа и бенефитот од осигурувањето. Низ основните средните училишта и низ факултетите ќе бидат организирани едукативни кампањи, а кај немладите ќе бидат поделени повеќе видови на флаери. Денеска исто така ќе биде доделена и наградата за најдобар млад истражувач од областа на осигурувањето. Статистиката покажува дека и во Македонија се повеќе, како што минуваат годините, расте бројот на продадени полиси за осигурување. Граѓаните најмногу купуваат осигурителни полиси за своите автомобили, а потоа следуваат осигурителните полиси за имотот и на крај следуваат осигурителните полиси кои што граѓаните ги купуваат да се заштитат од несреќа. Секоја година Агенцијата за супервизија на осигурување со цел да промовира научната мисла во областа на управување со ризици и осигурување доделува награда за млад истражувачки труд. Годиношниот добитник е господинот Ивица Медарски, кој што од доставените научни трудови од страна на комисијата беше избран за најдобар научен труд. Ова е манифестација, како што кажав, во функција на развој на осигурувањето воопшто, развивање на свеста кај населението за потребата од осигурување. Понатаму, како дел од манифестациите за одбележување на денот на осигурување, покрај доделувањето на наградата ќе бидеме годинава вклучени во голем број на едукативни кампањи со посета на училишта, со посета на високообразовни институции, за каде што ќе вршиме презентации. При тоа имаме промовирано информативни материјали во форма на брошури, во форма на интерактивни игри за младата популација, со цел да се јакне свеста дека ризиците постојат, дека секој од нас се соочува со ризици кои што може да доведат до несакани последици, до можни финансиски загуби. И на тој начин ќе влијаеме на свеста, кај ширење на осигурителната култура, на финансиското описменување на граѓаните. На денешната пресконференција по повод денот на осигурувањето кој што се одбележува во Македонија и неколку осигуреници ги споделија своите позитивни искуства со осигурителните компании. Тие зборува за тоа како нивниот имот бил зафатен од пожари, од поплава и како осигурителната компанија во најбрз можен рок им излегла во пресред и ми ја покрила штетата која што била направена со поплавите и од пожарите. Излегов надвор во дворот, кога гледам од кај комшите од нивната спална чат, што да ви кажам. И тие комшите што беа тука почнаа црева да земаат ово оно и после тоа, пошто бевме под еден покрив, барака во Бутел 2, пожарот од Кајнеза се прошири кај мене и така јас настрадав. И после неколку дена дојде проценител, дојде крим полиција, тука 3 пожарни гасеа, дојде проценителот за сигурно едно 10 пати доваѓаше, сликаше, пуштеше, правеше тука. И јас не бев свесна, бев како во агонија. И во рок од 2 месеци ги добив парите и задоволна сум од мојата компанија. Имав штета за време на поплавите сега во август што беа во Сингрич. Имав штета од 2 камиона што ми беа поплавени. Имав каско осигурање. И за кратко време дојде од осигурителна компанија, извршија увид, ги однесовме у сервис и ги оспособивме. Штетата ми беше платена негде за 25 дена. Благодарение на осигурителна компанија, јас не изгубив многу време за да се уклучам пак на работа. Првиот момент кога ми требаше поддршка морална, тие беа тука со надеж дека ќе бидат со нас, со мене и со мојата мајка и со мојот сопруг. И навистина така направија. Како ми кажа, ми го одржа ветувањето, ми надоместија не дел, поголем дел од штетата, да не кажам, не можам да кажам се затоа што таму ми се врзани спомените детството и тоа не може да се надомести, меѓутоа материјалниот дел, поголемиот, успеа да ми надоместат, да ни надоместат и многу сум им благодарна.
Заклучно со третиот квартал од годинава во Македонија активно работат 15 осигурителни компании, од кои што 11 работат од областа на неживотно осигурување, а 4 од нив работат од областа на животно осигурување. И токму во овие 15 осигурителни компании се вработени околу 2000 луѓе, што представува пораст за речиси 4% на вработени лица токму во овој сектор.